Средното општинско училиште Орде Чопела од Прилеп во периодот од 23 март до 1 април се одржува обука насловена Филигран и Рубин како дел од проектот Вештини клучот на зелената економија, а овој проект е поддржан од Амбасадата на Словенија и Министерството за надворешни и европски работи на Словенија. Во текот на овие 10 дена, учесниците имаа можност да се запознаат со минералите, со полскапоценните камења, со благородните камења и секако со македонскиот рубин, и нивните изработки ќе бидат понатаму изложени на голем број меѓународни манифестации. Целта на овој проект е секако заекнување на вештините и развој на предприемништвото кај младите луѓе. Во текот на оваа обука учествуваа 20 лица, и тоа 10 ученици и 10 жени предприемачи. Ние како стручно училиште продолжуваме во насока на едукација на млади луѓе, ученици и возрастни во подобрување на нивните вештини, професионални определби за да можат со квалитет да излезат на пазарот на трудот. Ни представува чест и задоволство соработката со Сдруженијето МРК Диалог од Скопје, пред се со председателката Јасмина Бошеска, етнологот Марија Милошеска и мајсторот за обработка на рубин Дијан Чкартов. Значи, 2018 година читам во весници дека излегло некое езеро во мермерите на Прилеп. Тоа беше доволна инспирација за нас како здружение кој што работи животна средина, култура и традиција, да бидејќи јас како автор на проекти, тоа геологијата за мене е, не знам, почетокот на светот и најголемата инспирација, од кај што потекнува потоа традицијата и културата. Веднаш се впушти во истражувања и сметав дека таа приказка со мермерот е зародишот на нешто што значи наше, ние, нас. Затоа што рубинот, нели корундот, кој што не знам, многумина и не зна, заклучивме дека многумина не зна дека корундот е бебето на мермерот, дека во утробата на мермерот постои тој корунд, кој што при преработка понатаму станува јувелирски камен. И таа екипа кога ја склопивме во приказката геологија, корундон, природно наследство, под падините на Прилеп, на падините на Прилеп. Јас сум возбудена. Е наше природно културно македонско наследство и тоа сме ние. Најважното, како да ми е врвот на приказката. Отаму почна се, за да дојдеме до неколку проекти, меѓутоа овој словенички проект, поддржан од Амбасадата на Словенија во Република Македонија и од нивното Министерство за надворешни и европски работи, го препозна нашиот проект. А во фокусот е, всушност, промоција, не промоција, тоа би рекла повеќе дека е заштита на природните, културните и традиционални вредности. Од тука, она што значи геолошкиот мермерен комплекс на Македонија, а тоа е овдека во Прилепскиот регион, треба на некој начин ние, освен искористувањето како мермерни ресурси, за жал најмалку во Македонија остануваат туку, излегуваат во светот, да бидат наследство кое што му припаѓа на овој човек овдека во Македонија, македонецот, да знае да го обработи и достоинствено да му ја даде димензијата. Спојот геологија, корундот, рубинот го претвораме во неколку обуки за филигран и рубин, кои што би значеле наследство, мирас, секое семејство од нас да имаме делче, парче од ова уникатно наследство во семејството, а тоа се оставината, нели, во наследството, во знаењето, инвестирање во науката. И кога ние тоа богатство го знаеме, секако дека почитана од светот кон ова богатство е секако е валоризирана. Овдека сме со филигран и рубин, меѓутоа во овој словенички проект имам уште два типа на обуки, кои што ќе следуваат во некој од наредните периоди или можеби следната година ќе опфатиме,
каменото зидарство. Повторно го поврзуваме со рециклираниот мермер. Зошто? Да биде отпад. Ние мораме да се грижиме за природата и овдека ја наоѓаме таа врска, човекот со природата, да го вратиме тој занает, зидарскиот занает. Тој рециклиран мермер да биде дел од животната конструкција, куќите, темелите, зградите, дизајнот. И тука се градините, имаме домашни, миниатурни градини, каде што исто така во фокусот ни е дизајн од мермер, рециклирањето на мермерот и на овие природни камења, отпадоци, не би било убаво, некако задолжително да влезат во нашите домови, да учиме за дизајн, природен дизајн, природни материјали, вештини. Тоа е зелена економија, развој на предприемништво, што е целта на овој проект. Помнав и овде во неформалниот разговор дека како опција нудевме и во нашата програма и генерално во програмата како градоначалник за овие 4 години и советот дека ќе дадеме значителна поддршка на занаетчиството во Прилеп, односно враќање на занаетчиството, како така може да се каже. Индустриализацијата си го направи своето, се помалку занаетчи. Ова е еден начин да се покаже дека вештините не се изгубени, туку треба иницијатива за тие да се вратат повторно и да се изработуваат. Сега почнуваме со накид, се надевам во иднина низ поддршки кои што ги планираме преку одлуките донесени од Советот и преку нашите пријатели, амбасадорите или другите организации, како што е оваа организација која што го поддржува овој процес, дека би го вратиле на некој начин на голема врата за наетчиството и уште еден важен елемент за кој што даваме поддршка и сметаме дека треба да се развива, тоа е дека треба да ги понудиме на целиот свет природните богатства кои што ги имаме, а низ призма на тие природни богатства да добиеме некоја економска активност овде во градот и да добиеме финансиски бенефит, се разбира, за нас и за нашите граѓани, зборувам како општина за нас. Значи, еден севкупен развој низ призма на овој проект имаме на стопанството, почнувајќи од занаетчиството, понатаму низ туризмот и културата, да ја промовираме општина Прилеп, а на крајот на денот и оно што Бог не наградува, тоа е природните богатства кои што ги имаме на територија на општина Прилеп. Еве ние како Словенија, заправо вашата земја е нашиот партнер во развојна соработка. И ние некако за целта ни е да подобриме состојба во вашата земја со различни проекти кои ги правиме тука. Тие проекти се поврзани со инфраструктура, со изградењето на инфраструктурни проекти и други проекти кои имат за целта да се некако зајакне улогата, поготово на ранливите групи од вашето општество, на младите, на жените, да можат да некако да придонесуваат во пазарот на трудот, да бидат повклучени, да можат да придонесуваат во економијата во вашата земја и со тоа е да се учат некако од стари занаети со традиции, да со тие работи и со креативна индустрија, како на пример гледаме сега, може да се направи бизнис, може да се покрене економија и може да некако еден град, на пример како што е Прилеп, да се презентира во вашата земја и кај домашни туристи и кај странски туристи. Имаме ние многу проекти во вашата земја кои имаат за цел оно што кажав и насочени се во различни области. Еве денеска тука сме една работилница со филигран. Денеска порано бевме во рудникот на мермер и тамо за целта ни е да правиме од отпаден мермер да се прават мозаици, да учиме деца и останатите да прават мозаици. Имаме проект со една друга организација во шиење, плетење, везење, ткаење, каде со различни традиционални начини на поготово на пример на ткаење и на различни облици на како се вика, на производи, на тканини, да има традиционални мотиви и така натаму, да со тие работиме и да тоа може да представа ваша земја. Во минатите 2 години со занаетчиската комора имаме обуки, правиме обуки во пекарството, минатата година козметичарки, така да имаме многу проекти кои имаат за целта да некако, како што кажав, подобрат
состојба на вашето општество, на вашата економија и за тоа да младите, поготово младите да видат дека можат со стари занаети, со традиции да гледат да имат перспектива во вашата земја, да останат тука и да живеат тука, да развијат оно што е ваше.